Добар ден, вие сте со Зебра и денеска ги продолжуваме прашањата кои ги начнавме во текот на оваа недела за тоа што е ГМО, што се случува со генетски модифицираните организми во храната, дали е Македонија земја која што е ГМО слободна и иако ова на прв поглед изгледа како многу комплексна тема, се почесто и се повеќе се зборува за низе, иако не во многу детали за да ни стане јасно на сите што е тоа што завршува од Македонија во нашите домови и на нашите трпези. Токму затоа ја продолжуваме оваа тема и ве покануваме сите вас, се разбира, да го кажете вашиот став, вашето мислење на нашите Твитер и Фейсбук профили. Темата за ГМО ја продолжуваме со две компетентни дами во нашето студио. Добре дојде за доктор Слагјана Велков и добре дојде за професорката Сонја Ивановска, професорка по генетика на Факултетот за земјоделство, наука и храна на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професорке, со најавата дека од 1 октомври во Македонија ќе се увезува ГМО сточна храна, се направи паника во јавноста. Имавме можност да видиме и во медиумите и на социјалните мрежи страф кај јавноста. Дали тој страф и таа паника е основана? Како вие ја перцепирате таа фама? Вака. Прво, ние се стремиме кон Европска унија. Европска унија има забрана за одгледување на ГМ култури, ај така да ги наречеме, нели, трансгенски култури, но нема забрана за одгледување на такви култури за сточна храна. И ова е така со години, континуирано. Ние го донесовме законот во 2008 година за ГМО, каде што се регулирани сите опции за доаѓање на евентуална ГМО храна овде, значи и за одгледување и за ограничена употреба и за пуштање во промет, се е регулирано. Постапката е многу долга за да некој проба тука да одгледува. Треба да има посебни дозволи и така натаму. До сега нема побарано. Не знам зошто јавноста не верува на тоа. Дадоа неколку компетентни лица изјава и од Агенцијата за храна и од министерствата дека нема побарано дозвола за такво нешто. Така што во рамки на усогласување на нашата легислатива со европската, ние треба да подпишеме таков договор дека евентуално кога би имало барање, дека ние би дозволиле одгледување, што не значи дека ќе дозволиме одгледување. Дури има најави на медиумите, различни медиуми следам, дека ние веќе сме преплавени од ГМ храна и култури и така натаму, што воопшто не е точно. Значи секогаш луѓето сакаат да го слушнат она што они сакаат да го слушнат, а не вистината, нели? Правилникот, јас ја слушав госпоѓата од Агенцијата за храна која даде многу добро објаснување, значи тој правилник е направен многу одамна. Сега само малку се ревидираше повеќе од аспект околу првите членови каде што имаше промени на името на таа агенција и така натаму. Тој си е правилник што постои одамна. Во принцип, ако Европа дозволува, треба и ние да дозволиме, што не значи дека ќе дозволиме и дека ќе дојде до тоа да се одгледува кај нас култура генетски модифицирана за сточна храна. Тоа е еден далек процес. Не ли влегува генетски модифицираната храна, односно генетски модифицираната култура и организми повторно на нашите трпези, ако нели се дозволува тоа да се користи во сточната храна? Малку некако ми е тука контрадикторно, не ја разбирам едната забрана, па другава дозвола. Контрадикторна е целата работа околу ГМО од самиот почеток на низино појавување. На почетокот лаборатории за такви истражувања имаше и во Европа и се уште ги има тие лаборатории. Значи, последниот ориз кој што е направен од швајцарски тим на научници, не е од амерички. И од тој аспект постојат, нели, една група, голема група, сега зборам, тоа се различни групи, кои што се против ГМО, кои што главно ги водат сите организации невладени од типот на Greenpeace, поради некои своји интереси, органските производители на органска храна, значи на здрава храна и така натаму. И другата група се оние кои што викаат дека е здрава и добра и треба, се оние кои што ја произведуваат таа храна, Монсанто. Значи јас ги кажувам двете крајности, нели? Измеѓу имате луѓе кои што се обидуваат сепак да проверат научни факти, да утврдат дали е тоа штетно или не. Има студии безбројни, некои утврдиле дека не е штетно, некои кажуваат дека е штетно. Меѓутоа сето тоа треба внимателно да се разгледа, да се види, да се прочитат сите тие работи, пак зборувам за научни факти. Значи не некој што сам си отворил блог
или поединец од типот на Теодор, која што излегла и рекла дека тоа е смртно опасно и дека ние сите ќе умреме. Никогаш не треба да се базираат мислењата на такви ставови. Секогаш се барат пред се научни ставови или ставови на одредени институции званични во државите кои што многу дебатирале за да изградат таков став и да го пуштат во јавноста. Доктор Велков, кој е вашиот став во поглед на овие научни сознанија и истражувања за ГМО храната и незиното влијание на човечкиот организам, здравието? Да. Оправдани или не се овие стравови, бидејќи кога ќе се каже ГМО отров? Да. Па, гледайте, јас пред себе сакала да се осврнеме, кога зборуваме за генетски модифицирана храна, не толку на легислативи, не толку на дефиниции и, не знам, правилници, така натака, да се осврнеме на тоа дали тоа е здраво или не. Значи, тоа би требало да биде примерно така. Постојат безбројни тие истражувања, значи и оние кои викаат дека таа храна е безбедна, тоа се истражувања на званични компании кои произведуваат такво семе и кои траеле максимум 3 месеци. Тоа е истражувањата. Меѓутоа, од друга страна имаме безбројни истражувања. Јас на трибините кои ги имавме во Свети Никола и Битола завчера на тема дали ГМО е здраво или не, спомнав 3 истражувања. Првото беше професор Арпад Пустај во лондонска лабораторија, нарачена од влада, во Ровет институт во Шкотска, и беше отпуштен кога ги обзнани резултатите дека генетски модифицирана храна е многу штетна и предизвикала многу бројни болести кај експериментални животни. Второ истражување кое го спомнувам е истражување на професор Алексеј Суров во Академија на науките во Русија. Значи се работи за многу сериозно истражување, за сериозни научници, кои докажа дека трета генерација од хамстери, глувци со кои вршеле експерименти, значи прва генерација биле со оштетени органи и така натака, значи многу бројни болести се јавувале, меѓутоа она што го истакнуваме во тој експеримент е стерилитет. Стерилитет се појавил во трета генерација на глувци кои се хранети со генетски модифицирана храна. Што тоа значи? Тоа практично значи дека доколку ние јадеме генетски модифицирана храна, нашите деца јадат, нашите внуци би биле потполно стерилни. Значи, тука зборуваме за сериозни медицински консеквенции, сериозни консеквенции по здравје. И трета студија, која спомнувам, е студија на професор по молекуларна само да го најдем, значи тоа е професор Жил Ерик Сералини, професор по молекуларна биологија на Универзитет Каен во Франција, кој направи двогодишна студија на 200 глувци со сите параметри, значи со тим на научници, на професори и така натака по молекуларна биологија. И што се случи? Од 4-тиот месец глувци добивале карциноми. А ние знаеме дека званични анализи кои се правени во тие, да кажем, компании кои произведуваат таква нездрава храна, тие оделе до 3 месеци. Од 4-тиот месец се појавуваат карциноми кои се развивале во огромни обеми. Кога би го споредиле тоа со човечко тело, тоа би пропорционално изгледало нешто вакво. Значи, освен тоа, имаме пореметување на хормонална рамнотежа, на сите органи не функционирале и така натака. Значи, комплетен застој и 5 пати се зголемила смртност. Значи, имаме генетски модифицираната храна веќе 20 години се користи, има бројки кои што... Само ако можам да довршам. Значи, само да довршам, врз основа на тоа истражување на професор Жил Ерик Сералини, Русија забранува генетски модифицирана храна. Врз основа на тоа истражување. Иако Русија е членка на Светска трговинска организација. Значи, неточно е дека членки на Светска трговинска организација мора да дозволат генетски модифицирана храна. Освен тоа, во Европа не дозволуваат исто така генетски модифицирана храна? Па, например, Австрија, Чешка, Бугарија, многу бројни држави, 167 земји во светот не дозволуваат узгој, увоз, нити било што да постои во нивната земја. Знаеме Унгарија, значи, после долгогодишни полемики, забранија увоз и узгој на ГМО и ги запалија сите полиња во Унгарија.
Биде. Повелете, професорка, сакавте да реплицирате? Да, една мала реплика. Да. Вашите наоди ги проверував на интернет, бидејќи во сите ваши предавања главно се базираат тврдењата на овие 3 експерименти, на тие 3 објавени трудови. Професорот Сералини, експериментот што го има направено, францускиот биолог, во моментот неговите наоди се прогласени како неважечки од 6 француски академии на науки. Ама ако го знаете, исто така и тоа треба да го кажете на јавноста, нели? Да, ама тоа се знае. Не е коректно да го кажете само едното, а другото не. Значи, мене не ме интересира кој забрани, затоа што ние знаеме дека се подкупени луѓе. Значи, 6 француски академии на науки се подкупени, а еден професор не е подкупен, кој што долго време претходно бил агитатор против ГМО храна. Добро, знаеме и тоа. Меѓутоа, овде имаме факти. Ама јас ви ги кажувам фактите. 6 француски академии на фармација, на медицина, на наука, на технологија. Имале дебата, дискутирале и донеле заеднички став дека експериментот на тој професор не бил направен како што треба, статистички, методолошки, ниту биле поставени добро. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Значи, сега јас можете да си проверите на интернет, јас си кажам факти. Тоа е едната работа. Втората, и другите 2 труда, и од Пулцеј, од унгарски, исто, и од Алексеј Исуров, се ставени исто под знак на прашање од аспект на статистика и методологија. Користеле глувци кои што биле одгледувани, раса на глувци кои што биле одгледувани за онколошки испитувања и кај кои што нормално се очекува да развијат тумори. Значи, да не навлегуваме во тоа, јавноста си има интернет и достапни информации и нека си проверат. Во случајот, ако вие го знаете тоа, значи, јас да сум сега, јас би кажала, најдена е ваква студија, тој докажал тоа. Но, исто така, ставот на тоа и тоа што не е за занемарување, значи 6 француски академии не се занемарување на наука, кажале тоа. Нека просуди сам народот. Нека си отвори да си види. Така. Друго само да кажам. Упорно доктор Сладжана кажува дека тоа се први студии, долгорочни, бидејќи претходно студиите траеле по 3 месеци, што не е исто така точно. Значи, јас најмалку најдов долгорочни, минимум 24 научни труда објавени за ефектите од ГМО храна, кај што не е докажан никаков штетен ефект. Јас не тврдам дека тие не се подкупени или дека се точни статистички, методолошки, бидејќи верувајте, нема време да ги отварам и да ги гледам. Објавувани се во часописи со импакт фактор. Значи, сепак некој ги проверил. Конкретно за студијата на Пуцеј, кога требале да го објават во медицинскиот часопис тој труд, рецензентите дале негативна рецензија. Тој часопис сега е под голем удар како дозволил да се публикува труд кој што добил негативна рецензија. Во peer reviewed, во часописи со импакт фактор не може да се дозволи такво нешто. Да не навлегуваме во тоа. Значи, ефектите од ГМО храната до сега не се докажани званично ниту штетните, ниту лошите ефекти. Ако одиме сега по една проста логика, еве да ги занемариме научниците. Ако е вистина дека ГМО храната предизвикува тумори, рак, еве не знам кој што вика сите, ќе завршиме на онкологија. До сега ќе ги снемаше, верувајте, фармите во Америка со животни кои што толку години поред се хранат со ГМО храна. До сега тие ќе беа стерилни, која генерација више поред, нели немаше да има потомство. Најлиберална во поглед на ГМО храната, сепак незините граѓани сега бараат 85% лейбелинг да знаат што од каде потекнува. После. Меѓутоа еве сега логиката, додиме по логика, еве, нели? Доктор Слагјана тврди дека се јавуваат, точни се тие студии, се јавуваат тумори, карциноми, во желудникот, крварење и така натаму. Значи до сега немаше фарми во Америка. Така немаме во Америка, немаме пчели повеќе. Пчели немаме во Америка. Знаете зашто? Заради бити токсин. Заради ГМО културите. Ти би рекла дека е од разни прскања, инсектициди и од други работи. ГМО во Чешка. Значи вака, во сите дебати у последно време се мешаат ГМО култури, се меша, се поистоветува со хибриди и се поистоветува со пестициди.
што едно со друго нема врска никаква. Дали хербицидите имаат штетно дејство, за тоа луѓето дискутираат одамна, докажано, а не хербициди, пестициди, што ги прскаат растенијата, така? И што ние несвесно, нели, здрава е кората, има витамини, ќе ги изедете. Зошто никој за тоа не дискутира? Како сега толку сите дигнаа фрка за нешто? Мораме да почнеме од некаде што не е толку докажано. Свртиме вниманието на квалитетот на храната која што ние јадеме во Македонија. Заговор, не, ова е резултат на незнање. Затоа јас давам сега, значи, факти кои што се против, нели? Добро, имаме ве прашање, па во тој контекст ми беше и мене исто следното прашање. На јавноста, значи, истражувањата на вистина, факти, резултати многу нема да изменат. Луѓето сакаат да знаат, има ли ГМО во Македонија, што е ГМО, во која храна се наоѓа и како ние да препознаеме, бидејќи нели сега луѓето може сами да одлучат дали се плашат или не се плашат, дали ќе јадат ГМО храна или нема да јадат, односно ќе јадат органска и биохрана, но која е еднава, а која е другата храна и што имаме од сето тоа ние во Македонија? Па видите, прво треба да се разграничи што е тоа хибрид, а што е тоа генетски модифицирана храна. Хибрид е нешто што се добива кога се мешуваат две јаболки во една врста. Меѓутоа, генетски модифицирана храна значи дека ние вкрстуваме гени на растенија со гени на животни, риби, бубашваби, змии, гуштери и така натака. Сега, се тврди дека генетскиот материјал не преминува низ цревната слузокожа. Јас поработев малце на интернет, ја најдов студија на Nanjing University во Кина, кој направиле ин виво експеримент и кој докажале, секој може да ја провери ова студија, кој докажале дека микроRNA, која е информација, која е дел од генетскиот материјал на ориз, преминува и е најден во крвта и во органите на луѓе кои ги јаделе. Што значи дека целите... сега, што прави тој микроRNA? Модулира биолошки процеси на клетката, идентитетот на ткивата и деактивира одредени гени. Што значи дека тој микроRNA ќе се закачи на рецептор на некоја клетка и ќе идентифицира тоа ткиво, значи ќе му го Значи, идентитетот на таа клетка нема више да биде човечки, него ќе биде на риба, гуштер и така натака. Значи, тука зборуваме за нешто многу сериозно и оваа студија е всушност нешто можеби најважно што се случува денеска во светот. Студија од 2011 година и тоа сите треба да го знаат. Зошто генетската инженеринг не е прифатлив за храна, а е прифатлив во фармакологија? Веќе 20 години инсулинот се произведува на овој начин. Гледате, и се спасуваат многу животи. Да, што се однесува до инсулинот, така? Јас пред себе сакала да кажам дека шекерната болест се лекува за неколку дена или неколку недели максимално, или доколку е, например, долгорочна некоја диабетес тип 1, се лекува за 2-3 месеци. Значи, место да се занимаваме со такви токсични лекарства, ние треба да се свртиме кон природна медицина и да размислуваме на потполно друг начин. Завчера имавме во Битола емисија на телевизија каде што дојде еден мој пациент, не ми е пациент, всушност пријател, Фадели Бишовски, кој читал тоа што го кажувам, пратил таа предавања и за месец дена се излекувал од шекерна болест со растителна храна, сурова растителна храна, од висок притисок, од гонартроза и така натака. Има ли научна студија што го потврдува тој алтернативен начин на лечење на диабетес? Јас мислам дека мејнстрим е не ви треба научна студија кога ви имате илјадници луѓе тука во Македонија кои се излечиле од шекерна болест и ги имате објавени. Јас ги објавувам секојдневно на Facebook со имења, со адреси и така натака, и тие луѓе на телевизија доаѓаат со мене. Значи тоа се практични случаи. Јас не работам со дефиниции, мене не ме интересира дефиниција, јас гледам луѓе кои за неколку дена или за неколку недели немаат притисок, немаат шекер. Знаете што, за такво нешто не ви се потребни никакви научни трудови. Постои Дин Орниш на Синсинати во Калифорнија, доктор, кој направи истражување 3 месеци. Студија, 3 месеци со своите пациенти и ги смени 500 гени. Значи, гени може да се вклучат, може да се исклучат. Со растителна храна, со подобар начин на живење, физички активности и така натака. Постојат многобројни книги, студии и така натака, меѓутоа, мене тоа не ме интересира многу. Мене ме интересира кога докажувате негативното дејство на ГМО храната, се повикувате на научни студии, кога докажувате дека диабетес се лечи на алтернативен начин, тогаш не ви се потребни научни студии. Гледате, значи тука се работи за нешто многу сериозно и ние мора да се, затоа што научници ни кажуваат дека генетски модифицирана храна е во ред.
ние мора да бараме некакво чаре да се спасиме од таква нездрава храна. Значи, зошто некој, ние зборуваме сега за медицински консеквенции, меѓутоа, ајде да видиме економски консеквенции. Зошто некој би сакал да воведе стерилно семе, да внесе тука стерилно семе во нашава земја и да ние бидеме зависници и да мораме да купуваме секоја година семе, патентирано семе. Кој има профит тука? Значи, тоа е моето прашање. Дали земјоделец има некоја полза? Нема. Дали ние како купувачи имаме некоја полза? Нема. Кој има полза? Кој има профит? Само производител на тоа семе. И што ние ќе станеме? Тоа е однос како наркоман и дилер. Значи, вие место да секоја година имате свое семе и да садите свое семе, една година, доколку не сте добри и не сте послушни, некој нема да ви продаде семе. Професор Вилета. Коментар, да. Еве, видовме, слушнавме како доктор Вилков се исхранува и како препорачува исхрана на пациентите. Можете ли вие од ваше искуство да ми кажете во вашето семејство, например, се плашите ли вие лично од ГМО храна и конзумирате ли производи за кои што знаете дека имаат генетски модифицирани организми? Прво прашањето ваше беше дали има ГМО храна во Македонија. Да. И од кога, доколку? И од кога? Од многу дамна. Имате во секој супермаркет соја на која што пишува дека е ГМО. Да. И сите луѓе што дебатираа по телевизија и велат дека веќе има прогласено 5 општини во Македонија што се ГМО фри. И во тие општини има маркети во кои има ГМО храна. Кога се мисли на ГМО фри сегде во свет кај што се забранува, односно во Европа, се мисли на неодгледување култури ГМО пред се на неодгледување. Во Македонија, реков, не се одгледува и нема други производи освен таа соја. Во трагови веројатно ќе ја најдете, што е сосема занемарливо, во сите индустријски кондиторски производи каде што има употребено соја, масло од соја, од пченка, сируп и така натаму. Тие се трагови што се додаваат. По однос на констатацијата за зашто не се бунат луѓето што се употребува во фармација, верувајте, не е само тој лек така добиен, има безброј лекови што се добиени со помош на генетски инженеринг. Не сакам да навлегувам во тоа дали е потребна медицината и дали се потребни лековите за да се излечи некој или не. Лично сметам дека доколку може да се излечи нешто само со храна, до сега сите ќе се лечеа така и цела фармацевска индустрија ќе стаеше клуч на врата, а медицинските факултети исто така немаше да постојат. Лично тоа е моje мислење. Какво е на јавноста, нека си просуди сама и кога ќе им се разболат децата кај ќе ги носат, нека си размислат исто така сами. Дека може да се делува преку храна и здрава храна, тоа да, тоа секој го знае. Значи, тоа е здрав живот. Вие упорно велите здрава храна. Колку сакате вие хранете се здраво, ако сте под стрес секој ден. И тоа не важи. Значи, здрав живот подразбира многу работи, не само здрава храна. Трето, што беше последната констатација за хибридното семе. Едни од 5 причини што глобално се наведуваат најчесто како против ГМО, барем во последно време, бидејќи ова добива еден невиден размер на хајка, меѓу другото е дека семето е стерилно. Зошто сега нас тука некој би не уценувал ние да купуваме стерилно семе? Бидејќи еве вие знаете што е хибрид. Хибрид е с која ќе се вкрсти сорта јаболка со јаболка. Тоа е внатре видов хибрид, значи кога се вкрстуваат две единки од ист вид. Имате меѓувидови хибриди, кај што вкрстувате две единки од различни видови, како што е конкретно тритикалето добиено од пченица и од рж. Два различни вида. Чест случај на вкрстување кај со години, со генерации во селекцијата, што е широко одобрена, на тоа го должиме прогресот на светот, е внесување на гени во културни сорти, пример во пченица, од диви предци. Значи, што е пак во рамките на истата фамилија, ама се различни родови, од тие диви предци се внесуваат гени за отпорност кон одредени болести. До сега никој не се бунеше за тоа. Каде е тајната на хибридите и зошто се базира
Најголемиот дел од светското производство, особено кај некои култури, не можете вие кај сите култури да направите хибрид, тука е проблемот, ама кај некои култури, типичен школски пример е пченката, се прават хибриди. Кој ќе видите вие поле едно кај што се сите исти, тоа се хибриди и што ќе ви даде голем принос. Ако видите поле едно повисоко, пониско, тие не се хибриди, тоа се сорти. Ниту еден од фармерите не може да чува од хибридното семе и да го посее следната година, бидејќи нема да добие ништо. Пазете, не зборам за ГМО. Зборам за најобични хибриди, што се одгледуваат одамна во светот, никој ништо нема против нив. Хибриди, на тоа го должиме прогресот на светот. Ако вие сочувате сами семе од тој хибрид, до година ќе добиете расцепување, бидејќи таква е генетиката на хибридот, се дели на родителите. Така што, фармерот е должен секоја година да купува хибридно семе. Тоа е истата приказка како со ГМО. Значи, верувајте дека дали произведувате хибрид, дали произведувате ГМ семе, тоа се скапи техники кои бараат многу знаење, многу луѓе, многу инвестиции во опрема, полиња и така натаму, експерименти, долгорочни процеси за да се создаде една сорта треба понекогаш 10 години и дека никој тоа не би го правил ако нема корист. Никој. Значи, мора да направат така, а плюс што е таква генетиката на хибридот, да мора секоја година да се произведува тоа хибридно семе и земјоделецот да го купува. Па тој нема ништо против во светот што секоја година купува хибридно семе. Што е со можноста да се користи генетската модификација за подобрување на органолептичките својства? Во случајот, пример златниот ориз. Познато ни е нели дека во Јужна Америка, Азија и Африка храната се базира на ориз кој што има недостаток на витамин А и многу болести се врзани токму во таа сфера со недостатокот. Може ли со помош на генетската модификација на храната да се зголемат тие својства на оризот, па да имаме позитивни ефекти? Само мал вовет во целото тоа, бидејќи нормално фирмите први што започнаа со производство на ГМО храна тргнаа од сопствениот интерес да они заработат, што е нормално, зашто инаку би вложиле во тоа, и направија култури и трансформации кои што лесно ќе се продадат на пазарот. Значи, работеа најнапред со пченка и соја, бидејќи пазарот е голем, работеа со подобрување на отпорност кон болести, за да не прска фармерот, за да му го купи, така. Сега, последователно јавноста дигна глас против од разни причини, да не навлегуваме во тоа е виша политика, и едни се за, едни против, за да ја одоброволат јавноста. Тие големи компании, како Монсанто, сватија дека треба да почнат да прават производи каде што ќе го подобрат нутритивниот квалитет, односно некаков ќар, бенефит да има крајниот потрошувач, ние. Нормално од каде тргна, оризот е култура која што е основна храна на многу голем дел од популацијата, значи пак има бизнис некои причини. Генерално оризот има недостаток од витамин А во него, нели тоа е бел, не е жолт. Има во лушпата, ама ние таа фрламе во преработениот ориз. Има прекурсори внатре кои со одредени постапки би можеле да се претворат во бета-каротиноиди, односно во витамин А. И тоа го направија. Значи, првиот тој златен ориз, не е тоа само органолептички, тоа е пред се заради квалитет, тој има таква боја заради тоа што содржи бета-каротин. Го направија, пак ќе речем, научници од Швајцарија. И патентираа одредени, кога зборувам патентирање, не можат они да ја патентираат таа сорта, ги патентираат тие гени, и тоа погрешно се тумачи, ама да не навлегувам во тоа. Но, сакајки да направат нешто добро, ја дадоа таа сорта, Golden Rice, златен ориз, на ИРИ, тоа е меѓународен институт за ориз, кој што е работи, како да кажам, непрофитабилно, нели, светска организација, и се грижи за целокупната колекција од ориз во светот, и они го подобрија, го направија и го понудија бесплатно, значи без патенти. Здравје подобро. Сега, тука има една друга, можеби, закачка која што луѓето не ја гледаат, можеби тој ориз требаше да биде отварање на вратата на јавноста, за да почне да ги прифаќа генетски модифицираните култури, пошто ќе речат сега, еве, нели, конечно направија нешто добро за нас, ајде сега да кажеме да. И народот, бидејќи
вака трга, вика лошо е, нема да дозволиме, отидоа да демонстрираат на одредени полиња на Филипини, ги уништија тие полиња со ориз, на што сега конечно стана многу научници што до сега мудро молчеа да го кажат својот глас, дека тоа не е во ред, дека тој ориз беше стварно добар. Добро, оризот еве може да има и од него некаква добробит, да кажам. Проблем е пченката и сојата и константно во нашата јавност, но не само во нашата, значи во европската, во светската јавност, постојано се превлекува еден список на компании, на производи нели храна од познати многу производители, од кои што голем дел и кај нас, значи кашички за бебиња, не знам, корнфлекс и такви работи, нели млеково прав и така натаму, значи кои што и нашите деца малте не сме ги одгледале и сме ги пораснале на нив, за сега да слушнеме дека тоа се всушност производи со генетски модифицирани организми. Повторно јас би се вратила на Македонија. Што е тоа што треба да го практикуваме, што е тоа што треба да го избегнуваме, има ли место за паника во Македонија, особено кога станува збор за овие меѓународни, интернационални познати компании и производи? Апсолутно дека има разлог за паника. Значи, како што кажав на почеток, ние имаме сериозни истражувања на научни студии кои ги направиле професори со по молекуларна биологија, професори, хемичари, биолози, доктори и така натака. Значи, зборуваме за нешто екстремно опасно. Значи, и паника мора да се крева и треба да се крева. Зборуваме за еден перфиден систем на колонизација. Се инсистира на воведување на генетски модифицирано семе во Македонија. Ние знаеме дека тоа значи јас инаку одгледувам домат кој е со домашно семе, секоја година садам и секоја година добивам ист принос и раѓа во големи количества. Значи, на нас не ни требаат ни хибриди, ни холандски семења, ни така на нас ни требаат домашни семења. И кон тоа треба да се свртиме и земјоделски факултет со тоа треба да се занимава. Значи, со автохтони семења, со органско производство, а не со генетски модифицирана Франкенштајн храна. Значи, тоа не е храна воопшто, тоа се некои мешавини со животни и тоа воопшто не треба да се занимаваат со такво нешто. Значи, со што треба земјоделски факултет да се занимава е земјоделие, органско земјоделие, автохтони семења, собирање на автохтони семења и развивање на органско производство во Македонија. Македонија има сите можни услови да стане земја, зелена земја, земја на органско производство. Органска храна е скапа во светот. Знаеме дека генетски модифицирана храна е ефтина. Значи, ние би имале огромно тржиште, можеме да произведуваме, да извезуваме семења, садници и така натака. Со генетски модифицирано семе, ние го губиме пазарот и за, бидејќи никој веќе не сака, значи сите одбегнуваат генетски модифицирана храна, значи никој не би купувал нашите производи, никој не би купувал, се гасне семенска индустрија, се гасне садници, никој не купува, значи комплетен колапс. Знаеме дека во Аргентина, од кога се има воведено генетски модифицирана храна, сиромаштија зголемена од 15% на 47%. Знаеме дека во Аргентина луѓе умираат од разноразни болести, се запрашува со изузетно токсични хемикалии. Знаеме дека 5 абортуси имаме спонтани пред забременување во Аргентина сега, од кога е воведена генетски модифицирана. Значи, тука не се знае дали е тоа заради хемикалии со кои се запрашува или заради генетски модифицирана храна. Исто така во Аргентина што имаме? Затруена вода, растителните врсти ги снемува. Зошто? Затоа што се запрашува со тие хемикалии кои ги ништат. Ама зошто ги немаме тие параметри од Америка каде 20 години се користи? Морам пак да ви искоментирам. Значи, како прво, сега зборувате вие за загуба на биодиверзитетот за автохтоните сорти. Да. По некој случај, јас бев представник на државно ниво во такви организации кои што се бавеа со биодиверзитет. Учествува во сите активности во нашата држава околу генбанка и собирање на автохтони семења и де факто јас со тоа се бавам, а не со генетски модифицирани организми. И кај нас мислам дека не ни има некој што се бави воопшто со генетски модифицирани организми. Постојат лаборатории кои што може да прават детекција на ГМО во храна, но никој не се бави со тоа.
Напротив, собираме стари семиња. Од сосема друг аспект. Ако мислите дека тие стари семиња ќе го прехранат светот, Апсолутно. Да, се апсолутно. лажете. Може да ја прехранат Македонија, која брои 2 милиони народ. Да зборуваме за нас. Тоа е сосема во ред. Само тоа не интересира? Нас не Сега интересира. не интересираат профитот, Не ве интересира само тоа. Ние не сме изолирана земја во светот. Тоа што се случува негде надвор, доаѓа и тука. Ако не денес, утре ќе Трендот. чукне на ваша врата. Апсолутно не. Они се во криза и ние ќе станеме во криза. Да, но треба да го пречекаме трендот со став. Но, Дали го ние прифаќаме може да или не? завземеме, нели, као што остана Швајцарија неутрална за многу работи, и ние така ќе имаме старо семе, екотуризам. Нема проблема, јас немам ништо против. Напротив, ние работиме кон тоа. Но светот не може да базира на тоа. Органската храна не може да ги прехрани овие милиарди население. Тој Да начин кажам. на производство, мислам. Тоа Доколку генетски модифицирана храна Не зборам ни прехранува, дека тие. што се случува во Америка? 20 години во Америка имаме ГМО. Во Америка е рапидно зголемена сиромаштија и Ама зар глата. мислите дека е на база на ГМО зголемена сиромаштијата? Не, глата е зголемена Па во глата Америка. е резултат на многу фактори, нема па, значи работа, ние- значи ГМО не донела. Значи збориме една од битните фактори што ги користат против ГМО е токму тоа, ете глобализација, една фирма само сака да заработи, па тоа го имате и Апсолутно со тоа е така. другото, тоа е општ проблем на Тоа е целокупното точно, денешно тоа е точно. општество, не само за храна, Да. за се. Зошто не излезат луѓето сега да се бунат дека само Тихом беше па ни диктираше цени, па само топлификација, па електропова. Па затоа што Никој не не се влијае буни. директно на нашето Ма здравје, како не влијае? веројатно. Па влијае на здравјето кога ќе ви дое сметка, треба да платите, а немате пари. И се нервирате одма. Тоа ви е исто Тука се така работи за здравје. опстанок. Стрес, Значи, тука се се ви работи за влијае. живот и смрт. Или И нема тука воопшто компромис. Значи, ние во Македонија не смееме воопшто да размислуваме во тој правец. Значи, вие како професор по генетика и сами кажавте дека собирате семиња. Значи, тоа многу ме радува и всушност вие како земјоделски факултет, тоа треба да ви биде всушност единствена работа. Значи, да се ние се занимавате бавиме со со тоа. земјоделие. Ама вие Ова не е сакате земјоделие. да го порекнете, да го побиете интензивното земјоделство кое што го прехранува светот. Тоа не е Интензивното точно. земјоделство Тоа не е точно. се базира на сорти или хибриди, нови, модерни, кои што може Храни да се- дадат големи приноси со големи вложувања. Значи бара вложувања, бара наводнување, вештачко ѓубре, заштитни средства и така. За жал, сето тоа е штетно, ние знаеме. Ама не постои друг начин на толку големо сега да производство за да да ги кажам прехрани нешто. тие милиарди луѓе. Завчера на трибината против ГМО професор Зоран Поповски кажа всушност дека тоа не е точно. Значи, он е про ГМО, меѓутоа он кажа дека дека генетски модифицирана храна ја намалила глата во светот, не е точно. Ама не го тврдам јас Да. тоа, јас зборам Он сега за тврди дека тоа модерното не е земјоделство. точно. Дека само не се расподелува храна. За интензивно земјоделство зборуваме. Вие на Добро. многу места го поистоветувате ГМО со интензивното Ние зборуваме земјоделство. за генетски модифицирана храна. Генетски модифицирана храна дава помали приноси од конвенционална храна. И Тоа не мора да значи. Значи негде е докажано тоа, Негде негде не, зависи меѓутоа, ние каде, која знаеме- била сортата што ја модифицирале, Добро. зависи тоа од Да не многу фактори. генерализираме. Така, тоа не мора да значи. Има напротив докази дека дале поголеми. До се они не направиле сорта за да даде поголеми приноси, они прават сорти за друго нешто. Да биде отпорна према инсектициди или сега еве во поново време да има подобри масни киселини на пример, Или да внатре, има нештетни. бити токсин во себе. А што Бити- значи бити токсин? Инсект ќе дојде, ќе го изеде тоа растение, ќе добие крварење во желудник и ќе угине. Ај сега Исто така и ние. на вашата логика. не е Дека моја може логика, тие тоа е сите научна. гени што ги содржат бактериите и вирусите нели да влезат во нашиот организам и да се интегрираат во нашата ДНК. За сите тие што не знаат, значи ние кога зборуваме за генетски инженеринг, зборуваме практично за прекројување на ДНК која што се наоѓа нели во хромозомите и тука се тие гени носители на наследноста на одредени својства. Сега, по таа логика, едно мало бебе лази цело време доле. Барем моиве деца. Лазеа, па зимаа се што ќе им паднеше на земја. На таа земја имало се. Тоа го ставаа во уста. На тоа нешто сигурно имало безброј бактерии и вируси. Да. Што се прекрои кај нив? Кај сите бебиња, кај сите луѓе, ќе ви дојде настинат човек, ќе ви кива, ќе ви кашла во близина, ќе ви навлезат многу бактерии и вируси. Добро, Што добро. се прекрои? Дали ние гледате. луѓето вака изгледаме? Да.
пред толку многу години и вака се понашаме и се уште сме такви. Па видите, ние може да нашето тело може да ги препознае само гени, само комбинации кои ги имаме во природа. Значи се она што е природно. Зошто луѓе имаат алергија на некоја варена храна, а на некоја кога таа храна јадеме свежа, немаме алергии. Затоа што при варење се менува молекуларна структура на тоа растение. И се што не е природно, во природа најдено, нашето тело ќе реагира. Значи, нашето тело ќе реагира, како што гледаме на истражувања на професори, еминентни професори од светот, гледаме дека наш организам реагира. Со карциноми, со алергии, знаеме дека алергии се многу присутни кај генетски модифицирана храна, автоимуни заболувања и така натака, хормонални проблеми и така натака. Гледаме во Америка, не постои здрав човек. Не постои здрав човек. Секој трет човек има рак. Тоа е благодарение на ГМО, според вас. Па 20 години се јаде ГМО во Америка. Па сега нека сами заклучат луѓе. Како прво до сега не се докажани алергиски реакции од ГМО храна. Докажани се, правени се анализи и студии и трудови и се претпоставува дека што ако се внесе ген од некој од овие ореви, лешници, кикирики кои што најчесто предизвикуваат, нели во некоја друга храна, тој нема да знае, ќе изеде, пак ќе има евентуално алергија. Се сомневаше за еден тип на пченка, старлинг пченка, која што ја пушти авенти своевремено, дека содржи таков кристалин протеин кој евентуално може да има алергиски особености, карактеристики, бидејќи се знае за тие алергени дека се тоа долги молекули, па не се разложуваат во дигестивниот трак и така натаму. Тоа се правеше таа студија, не се докажаа такви работи, но сепак превентивно оние повлекоа таа пченка од пазарот. Значи сегде кај што и малку ќе има нешто под знак на прашање, тоа се повлекува, а ништо до сега не е докажано. Јас не тврдам дека тоа нема да предизвика алергија, ама не е докажано дека предизвикало алергија. Са како да ви кажам? Значи ама какви глувци, ви се молам, зборувате за студии што и тие се исто под знак на прашање. Од еминентни професори изведени со сите научни параметри. И сега се води таква светска дебата за тие еминентни професори, од кои едниот бил исфрлен од фирмата, нели, другиот сите се исфрлени затоа што само ради тоа. Само ради тоа. Затоа што се платени. Очигледно станува збор за големи лоби групи и од едната и од другата. Ама ви се молам, па ви кажувам за големи пари се во прашање, ви кажувам 6 француски академии на наука дебатирале и дошле до заклучок дека тој експеримент не е направен како што треба. Стручно. Си се знае методолошки како се поставува. Да ве прашам, доколку тоа не е толку сериозно, зошто една држава како Русија, една од најсериозни, можеби по мене најсериозна држава во светот, забранува генетски модифициран на пченка врз основа на таа студија, која вие нарекувате неважечка. Зошто Русија врз основа, и тоа можете да го проверите, сите може да го проверите. Значи тоа не е врз основа на таа студија. Врз основа на таа студија. Битката што се води помеѓу Америка и Европа се води од сосема други причини. Пак ја кажам дека во Европа пред многу години сите лаборатории има опрема и вршеа такви експерименти за генетски инженеринг и ден денес вршат. Ја подизгубија малце битката во дечката улога. Се работеше веќе за големи пари во позадина, увоз, извоз, количини и така натаму и несигурноста кај народот, реакцијата нормално решија да стават забрана за одедување ГМО храна. И покрај тоа во Европа повеќе држави, меѓу кои Португалија, Шпанија, Чешка, Словачка, Романија, одгледуваат ГМО култури. Одгледувале и се уште има, се провлекува, одгледуваат. Зошто ако е тоа толку страшно и опасно, не дојде Европа таму да им забрани комплетно и да се исфрлат тие полина да не одгледуваат. Зошто е тоа Русија нормално е опонент на Америка. Русија е сериозна држава која се грижи за здравјето на своите луѓе. И забрани. Америка не е сериозна држава. Апсолутно. Америка произведува генетски модифицирано семе и Америка сака да го освои светот, значи да колонизира сите земји. Русија се расвестила, Унгарија, Австрија, Бугарија и така натака. Значи ние ќе станеме дел политички, да не навлегуваме кој кого сака, а Русија не сака да колонизира земји. Да не навлегуваме во тоа. Мора да во интерес на времето тука. Значи за ГМО да се вратиме назад, до сега не се докажани научно штетни ефекти од таа храна. Има предпоставки дека може да се случи ова или она. Правени се безброј експерименти,
не се докажани штети. Дали сме ние подготвени да бидеме тие врз кои што тие експерименти во иднина ќе бидат докажани? Јас лично да ви Докажувани. кажам, не сум, значи јас не користам таква храна, искрено да ви кажам, си порачувам месо од пехчево, си зимам гравче. Тоа е тоа што сакавме да го слушнеме, како да се заштитиме, ние сме мала држава, јас го знам тој од пехчево. Ама како кажете ми во Америка човек кој што е комплетно зависен од супермаркетот? Ние тука зборуваме за Македонија, да. Да, за нас, ама ние рековме па нема ГМО Не, храна. ние зборуваме тука за Од кај Тоа веројатно останува на американските медиуми, на американската јавност, на американската Нека си политика решаваат. и на американските медиуми сега за време на празникот на вештирките, како беше денот на вештирките за Халоуин, излегоа со едно истражување, значи ова зборувам за сериозен медиум како CBS, значи нивната афилијација во Њујорк, во кој што кажа дека само 3% од чоколадите кои што ќе ги дадете на вашите дечиња кои што ќе дојдат на врата нема да бидат со генетски модифицирани организми, бидејќи останатото 97% припаѓа на компаниите кои што користат таков таков тип на имате вие во готовите храна. кондиторските производи во трагови, бидејќи таму соја, лецитинот или маслото или било што се користи во трагови. И може да најдете, да. Веројатно така И го углавном има. потеклото ќе го барате од неколку култури, се знае кои култури се. А што да зборуваме ние за во Македонија дали има соја, ГМ култури? Соја кај нас немаме, шекерна репа немаме, нема производство, одете, најдете ми поле, Значи во овој покажете ми момент кај. ние сме безбедни. Пченка имаме само, пченка, и шекерна репа немаме, реков, памук немаме. Пченката, што се одгледува кај нас, доаѓа исклучиво од земун поле, кој што си има свој собствени хибриди кои што не се ГМО, од Србија, доаѓа од Институтот земјоделски во Осијек, исто имаат своји хибриди, немаат ГМО, и има нешто од многу малку од другите соседни, значи, кои што немаат. Има една фирма во Србија, која соработува со француска фирма, Limagrein, зимаат дел од нивните семиња од кај нив и тие ги проверував и ги гледав, немаат ниту они ГМО. Како кога ете, Франција е против ГМО. контрола на семиња во Значи, Македонија? секое семе што доаѓа мора да има декларација. Дали е хибрид, дали е мутант, дали е ГМО, мора да има декларација. Не може од таа земја да излезе ако нема декларација за што се работи. Значи, дали ние имаме тука контрола? Затоа професор Поповски кажа дека немаме. Значи не се проверува кај нас затоа што до сега немало потреба. Сега еве имаат во предвид Агенцијата за храна поради реакцијава на публиката да направат контрола. Зборуваме сега, пазите, треба да разликувате. Ние увезуваме семенски материјал, значи семиња што нашите земјоделци ќе ги посадат за да произведат они семе и увезуваме, бидејќи немаме доволно производство на пченица или пченка што иде, увезуваме меркантилна, значи семенска, која се користи за пченицата за исхрана на човекот, пченката за сточна храна. Значи едното и другото го увезуваме од соседните држави кои што немаат ГМ култури. И тие не се ГМ. Едно време излезе, не знам, Пелагонија имала ово, имало... Струмица, за струмичките фирми се Знаете зборуваше. што, јас не спомнувам јавно имиња, меѓутоа на вебсайт на компанија која произведува генетски модифицирана пченка се наоѓа името на пченка, под број и под име, како генетски модифицирана пченка која во Србија се рекламира на телевизија како хибрид. Не можам да кажам, не сакам јавно да кажувам тоа, меѓутоа, за тоа се води сега моментално судски спор во Србија. Значи, дали тоа, значи, они сами викаат дека е генетски модифицирано, во Србија викаат дека е хибрид. А тој истиот хибрид тука влегува во Македонија и се увезува. Со декларација значи, хибрид. со декларации. Значи, тука се работи за големи муќки, големи заврзлами и тоа треба да се расчисти. Значи, јас сакам да кажам дека се работи за многу сериозна, перфидна колонизација, дека негативни влијанија врз давито се докажани врз основа на многу бројни истражувања, дека не смееме да дозволиме дека утре дента нашите деца, нашите внуци да не прашуваат зошто и што ние, зошто ништо не сме сториле за да зачуваме нашата земја, нашата
organska, čista Makedonija, da je sačuvаме zdrava, ekonomski samostoјна, затоа што со ГМО губиме самостојноста, и просперитетна, затоа што ние го губиме и просперитетот. Со ГМО ние сме робови. Веќе повеќекратно го пробивме економски самостојни, па купуваме странски семиња скоро од сите. Не, Професор Ивановска, доктор Велков, ви благодариме. За жал времето не ограничува. Ви благодариме што бевте дел од оваа интересна дебата и благодариме на гледачите што не следеа. Пријатно.